Го сакам Кавадарци, емисија во која што ги представуваме сите нови работи кои што се воведуваат во градот Кавадарци во општината, а се со главна цел да се подобри животот и условите за живот на граѓаните во општина Кавадарци. Во емисијата Го сакам Кавадарци ќе разговараме со Александар Ѓоргиев од секторот за информатички технологии. Општина Кавадарци е меѓу водечките во државата, или би рекол и лидер, кога е во прашање воведувањето на нови технологии пред се од областа на информатичката технологија. Се контролира уличното осветлување, а со тоа се обезбедуваат заштеди. Исто така, започна со работа кол центар, каде што на едно место се пријавуваат сите проблеми кои што ги имаат граѓаните, а потоа службите постапуваат. Ова се само дел од новините за кои што ќе говориме во ова издание од циклусот емисии Го сакам Кавадарци. Господин Ѓоргиев, благодарам што припативте да видите дел од овој циклус на емисија. Благодарам и на вас. Рековме дека Кавадарци е лидер во ведувањето на информатички технологии. Вие сте дел од овој сектор кој што сето тоа треба да го реализира и практично на терен. Да. Ајде да го представиме секторот кој што го водите. Овака, како што спомнавте, општина Кавадарци е водачка општина по развојот и воведувањето на информатичките технологии. Ние во овој период од речи 3,5 години направивме повеќе крупни проекти по кои се издвојуваме од другите општини и го имаме тоа место, да речеме, за една од најразвиените општини во тој дел. 3 години се реализираат бројни проекти. Еден од, би рекол, и поглавните проекти е кол центарот. Што значи ова? Кол центарот, кој официјално функционира од 2018 година, есента 2018 година, работи во 3 смени, 24 часа, и мислам дека сме втора општина која имаме ваков кол центар во нашата држава, а се издвојуваме и сме први, бидејќи во нашиот кол центар ги споивме, значи сите клучни, како да кажеме, сите клучни сектори, комуналното предпријатие, секторот Мој општинар, противпожарната единица Кавадарци, во делот со инспекцијскиот надзор, и тоа не функционира како една единствена целина. Првична или основна функција на кол центарот е да на специјалниот број што го имаме 13300 се врши пријава, односно услуга, граѓаните да ги пријавуваат своите проблеми што ги имаат од делот на функционирањето или што се во служба на нашата општина. Значи во кол центарот се обработуваат сите податоци кои се добиваат од терен. Се информираат надлежните институции кои ќе бидат опфатени во системот, некогаш се даваат и конкретни задачи или налози за работа на службите во зависност за кој сегмент се работи и каде треба да се проследи информацијата. Во кол центарот пријавите и прашањата кои постигнуваат од граѓаните се евидентираат во софтвер и во зависност од типот на проблемот и пријавата автоматски се распоредуваат на лица кои се назначени и ги решаваат истите да интервенираат и да одговараат. Тука имаме и мерење на ефикасноста за колку време е одговорено, дали е решен проблемот по пријавата и опис на направената интервенција. Имаме и некои статистички мерења, да речеме споредба со претходните 3 години, односно 2018, 2019 и 2020 година. Да речеме, кога сме почнале со работа во 2018 година, во кол центар били направени 100 пријави, решени од тие биле скоро сите, односно 98 пријави. Во 2019 година веќе имаме зголемување на бројките од 632 пријави, решени се 530 од нив. Во 2019 година имаме веќе 1100 пријави, каде што се гледа дека нашиот кол центар функционира и е од основно и витално значење за граѓаните за да го користат за решавање на нивните проблеми. Во 2021 година, во првото тримесечие имаме околу 300 пријави, со што мислам дека ќе го надминеме бројот и од претходната година. Граѓаните го прифатија бројот 13300 и сега немаат потреба повеќе да
бараат поединечни контакти во предпријатијата под локална самоуправа, туку пријавуваат на овој број службите и интервенираат за решавање на проблемот. Дори да има таков начин на пријава, граѓаните се упатуваат тоа да го направат официјално во нашиот кол центар, за да го спроведиме цел систем како што ни функционира, да не дојде како претходно што била заборавена пријавата, па не знам, не било пренесено како што треба, или да граѓаните не знаат точно каде да се обратат. Сега е многу поедноставна работата, 13-300 и веќе ги добиваат информациите. Во кол центарот функционира и видеонадзор на територијата на општина Кавадарци или пред се на градот Кавадарци. Ова е од големо значење кога во прашање безбедноста на граѓаните, меѓутоа и имотот на општината. Имаше многу чести појави на девијантни однесувања, кршење на урбана опрема. Колку видеонадзорот сега помага во откривање на ваквите, да кажам, злодела кои што се прават на општествениот имот? Воспоставувањето на видеонадзорот на територијата на општина Кавадарци, и ова е проект или систем кој освен нашата општина го има само град Скопје, со целокупна документација за официјална работа и строго дефинирани протоколи за работа, подкрепени со законски регулативи за оваа намена, со точно дефинирани цели и потреби, односно мониторинг на простори ствари кои се во собственост на општината. Тука треба да се спомне дека годишно во просек имаме над 150 ситуации за расветлување на случаи каде видеонадзорот ни од помош за докажување прекршоци кои се во интеграција на општината или друго видови на прекршоци кои стигнуваат барања за отстапување на снимен материјал од други надлежни органи. Системот официјално е ставен во функција во крајот, мислам, последното тромесечие од 2018 година. Со тој систем беа опфатени околу 20 локации во градот. Исто така, оваа година за, да речеме, отприлика 15 дена имаме официјализирање или додавање на нови локации во општината. Тоа се околу 15 нови локации, каде што се офатити градскиот парк во Кавадарци, некои детски игралишта, дополнителни локации каде што мислиме дека има потреба во централното градско подрачје и влезовите, односно трите влеза во Кавадарци од страна на Прилеп, од страна на Росман или Скопје или и од страна на Неготи. Велосипедско-пешачката патека дали е планирана за да биде покривена со видеонадзор со оглед на тоа дека веќе е доста користен овој објект, има и појави на оштетување на онаа урбана опрема или справи кои што се поставени таму? Така, велосипедско-пешачката патека, да, ни е предвидена да влезе во склоп на овој систем, тоа ни е како, не знам, надоградба на системот за оваа година, што ќе се реализира до крајот на 2021 година. Исто така може да кажеме дека за овој систем до сега се потрошени околу 6 милиони денари, што е исклучително мала бројка на потрошени средства во однос на други вакви системи кои се развиваат на други места, на поголеми градови или во други држави. Во вашиот сектор, господин Георгиев, се направи комплетен попис на зелените површини, на се она што е зеленило, а со кој располага општината. Точно така како што спомнавте, значи како дел од проектите или еден од успешните досега реализирани проекти во овие 3 години е и пописот на зелените површини. Направен е комплетен попис на зелените површини во општина Кавадарци, офатени се сите делови од градот. Пописот го правеа лица кои се вработени и се ангажирани во општината, односно секторот мој општинар. И со тоа мислим дека направивме еден убав дел од еколошки аспект и докажавме дека општина Кавадарци по статистичките бројки е на завидно ниво по зелени површини за територијата на нашата држава. Тоа постојано се надградува и проширува. Да, значи вршиме целокупно надоградба ако имаме нови површини. Исто така на она што работеше општина Кавадарци е во поглед на воведување на информатичката технологија како олеснување и добивање на повеќе и полесни податоци е проектот за попишување или следење на уличното осветлување. Што се опфати овој проект? Па слично и како проектот за пописот на зелените површини, меѓутоа со друга намена, и овој проект го реализиравме минатата година.
Значи, со овој проект е опфатено комплетен попис на осветлувањето на територијата на општина Кавадарци, вклучувајќи ги и селата. Значи, вршиме електронска нумерација на секој столб со комплетни атрибути за тип на столб, тип на светилки. Исто така имаме информација, бидејќи одевме буквално од столб на столб, имаме GPS записи од локацијата на секој столб и со тоа имаме и мапа целокупна на комплетното осветлување во нашиот град. Тоа значи дека полесно е сега да се има увид при дефекти и слични активности? Исто тоа е поврзано со кол центар. Значи, првично кога пријавува проблем за дефект на осветлување или на места каде што не функционира, да речеме, осветлувањето, се вршеше, не знам, по називи викани, места викани во делови од градот. Сега бараме конкретен број каде што е поставена нумерацијата на столбот и со тоа ни знаеме, значи и пред да испаднеме на терен, што не очекува на лице место, односно секторот за осветлување, каде што се вршат интервенциите на лице место. Спроведувајќи проекти за модернизација, исто така и делот на проектот за менаџирање на личното осветлување, што значи овој проект? Еден од покрупните проекти претходната година што ги реализиравме во нашата општина Кавадарци, и каде што воведовме систем за осветлување, односно тој е паметен систем, се раководи по географската положба и само го дефинира времето на вклучување и исклучување на осветлувањето. Овој систем дала аларми или информации ако има проблем на одредена локација или дефекти или прекумерено трошење на електрична енергија. Дел од бројлата во овој систем, значи, имаат можност за намалување на интензитетот на осветлување во часови каде што фреквенцијата на луѓето е намалена и со самото тоа се врши заштеда на електрична енергија, што е дополнителен бенефит за нашата општина и за граѓаните исто. Општината водеше сметка и за спроведување на ефикасност во работењето на администрацијата. Беше реализиран проекти во оваа насока, меѓутоа и во подобрување на условите за комуникација на граѓаните. Беше воведен и систем со посттерминал за наплата на одредени надоместоци кои што може да се направат. Да ни кажете збор-два и за оваа новина во општината. Така, значи, ќе ви објаснам повеќе во детали. Во делот на ефикасната администрација, во склоп со граѓанскиот центар, имаме систем за комплетна евиденција на сите посети од страна на граѓаните во општината, електронска евиденција на сите барања кои граѓаните доаѓаат во општината, пример барање за јавно-прометни површини, барање за поставување на урбана опрема и други типови на барања, и со самото внесување во системот се врши и мерливост, односно кога е креирано барањето, колку е предвиден период за одговор или реализација на истото барање. Се со цел за побрзо и навремено спроведување на работите и поголемо задоволство на граѓаните. Исто така, точно и тоа што спомнавте за посттерминалите, значи од минатата година имаме и посттерминали, каде што претходно луѓето од која ќе ги поднесеа барањата или тоа што им беше потребно од општината, ги праќавме во банка, па требаше да се вратат со платени налози од банката и во делот со оваа криза за COVID-19 одлучивме дека со тоа скратуваме неколку чекори, едноставно направивме едношалтерски систем, каде што освен поднесувањето на барањето, тука се врши и наплатата, за да не ги враќаме граѓаните по неколку пати да одат во институции, каде што сега има и рестриктивни мерки, да се штеди и времето, меѓутоа граѓаните добиваат брзо завршување на своите обврски. И безбедност на некој начин со самото тоа. Споменавме за оно што досега е сработено, меѓутоа еве во рамки на оваа емисија да кажеме и кои се следни проекти што вашиот сектор во општината ќе ги реализира до крај на оваа година, па зошто да не и наредната. Така. Значи имаме повеќе проекти кои што очекуваме да се реализираат оваа година. Некои се отпочнати, некои се на самиот крај, некои се допрва планирани за да ги реализираме до крајот на годината. Значи ќе почнам со
првиот проект, односно тој треба да го промовираме исто за 15 на дена, би бил готов. Тоа е мобилна апликација со името Визит Кавадарци, така и го дадовме името, каде што на мобилна платформа, односно на мобилни уреди, ќе се инсталира апликација. Апликацијата ќе биде достапна и за Android и за iOS оперативен систем, значи за сите мобилни платформи. Целата или улогата на оваа апликација е следењето на поголемите метрополи, каде што имаат апликација за самиот град. Тука ќе ги има сите знаменитости на градот, ќе ги има сите туристички информации за ресторани, кафулиња, исто ќе има наредни ивенти, односно настани ќе се внесуваат тука. Сето ќе биде подкрепено со мапи, не знам, ако треба некој да стигне од друго место или посетители или туристи за по-добро, по-брзо да се снајдат во нашиот град, и други дополнителни информации, како што е близина на болници, не знам, каде се наоѓа плоштадот или било која информација од јавен карактер која што треба да се подели со граѓаните и луѓето кои што се во посета на нашиот град. Друг проект кој треба да се реализира, да речеме, до крајот на месец јуни е исто надоградбата на системот за данок на имот, односно електронско плаќање на решенијата за данок на имот. Тука е предвидено да се отворат, значи, посебни акаунти за сите граѓани, каде што со самиот пристап или најава ќе се гледа вкупниот долг, ќе се гледа платени, неплатени решенија, како што спомнав, можност за електронска наплата со картичка и комплетна евиденција за данокот на имот. Друг нареден проект кој треба да се реализира во истиот период, да речеме, од прилика да се официализира за 2 месеци, изготвуваме мобилна апликација која ќе биде во функција на граѓаните, и таа мобилна апликација ќе биде во склопот на кол центар. Меѓутоа, ако досега граѓаните беа приморани да се јават телефонски, да речеме, и да го пријават својот проблем на 13300, сега исто ќе може да го сторат преку мобилната апликација, исто да пријават проблем, од која дејност е проблемот, и да автоматски да имаат и контрола и увид на нивните пријавени проблеми, дали се решени, колку време требало да се реши проблемот, и од решавањето, значи, да се даде опис на тоа што е сработено од страна на службите во општина Кавадарци. Значи, и тука стануваме поблиски до граѓаните, на некој начин го упростуваме процесот на сите действија што треба да се одвиваат општина, граѓанин, во двете насоки. Полесно и на задоволство на двете страни. Точно така. Тука ќе се надоврзам и ќе спомнам дека од пред неколку дена, значи како информација за граѓаните на општина Кавадарци, стигна ревизиорскиот извештај од Државниот завод за ревизија за услугите што ги нуди општината како услуги према граѓаните, и тука сме на, да речам, второ место во целата наша држава, вкупно 82 или колку општини се вкупно. Имаме забелешка само на едно место од вкупно 16 критериуми и не исполнуваме или не задоволуваме само единствен услов кој ќе се потрудиме понатаму да, мислам, во најбрз можен рок да го спроведиме и тоа, за да не ни стои како забелешка од Државниот завод за ревизија. Голем број новини од областа на информатичката технологија. Колку градоначалникот ги следи вашите идеи, колку вашите идеи добиваат поддршка? Ако судиме по она што досега е реализирано, тогаш сигурно имате поддршка за воведување новини од ИКТ технологијата. Точно, на крајот сакам да го поздравам и да му се заблагодарам на градоначалникот Митко Јанчев за неговото залагање и поддршка за информатичкиот развој во општината, бидејќи пред 3,5 години ова беа само идеи, а сега се функционални системи и функционираат во општина Кавадарци. Ви благодарам за можноста да поразговараме на она што го работите како сектор, да добијат граѓаните информација за сите новини кои ги има во општина Кавадарци. Ви благодарам и вас. Продолжуваме
Продолжуваме со емисијата Го сакам Кавадарци. Представуваме новитети кои што се реализираат во последните години во Кавадарци, а се со главна цел подобрување на условите за живот на граѓаните. Ке го представиме работењето на секторот за одржување на уличното осветлување. Наш нареден соговорник е господинот Ванчо Ризов, раководител на овој сектор, одговорен за одржување на уличното осветлување. Господин Ризов, и секторот кој што го водите е исто така доста клучен кога се станува збор за подобри услови за живот. Осветлувањето е можне значајно за движење на граѓаните во вечерните часови. Кавадарци направи доста трансформации и промени во овој систем, се со цел модернизација на уличното осветлување. Еве во наредните минути би замолил да елаборираме за се она што е сработено во секторот кој го водите. Јавното улично осветлување представува дел од услугите кои што општина Кавадарци им ги нуди на граѓаните. Граѓаните за таа услуга плаќаат, плаќањето се врши преку комуналните такси за јавно улично осветлување, имено месечно на секој имател на броило евидентиран во системот на ЕВА, значи правно и физичко лице, значи на нивната фактура доаѓа такса за улично осветлување, чија што висина е регулирана од регулаторната комисија на Република Македонија. Прибраните средства од таксите за улично осветлување општина Кавадарци ги троши наменски, значи тие се наменски средства, со нив ги подмирува трошоците за потрошена електрична енергија на уличното осветлување, со нив ги подмирува трошоците за одржувањето на јавното улично осветлување, како и инвестициите во поглед на проширување на мрежата за улично осветлување, осовременување и модернизација на системот за јавно улично осветлување. И сега, бидејќи од интерес е што помала да биде потрошувачката на електрична енергија, да остануваат повеќе средства за инвестирање во осовременување и модернизација, општина Кавадарци меѓу првите општини во државата спроведе еден проект на почетокот во кој што изврши промена на постоечките класични живни светилки со висок притисок со еколошки, штедливи, економични LED светилки. Значи, главната придобивка од таа промена беше заштедата во пари. До тогаш постоечките живини светилки со моќност од 125 вати, 160 вати, 250 вати беа заменети со LED светилки со моќност од 30 до 100 вати, меѓутоа со светлинска ефикасност еквивалентна на постоечките. Значи целата работа е во тоа што современите LED светилки имаат поголема светлинска ефикасност. Тоа значи поголем дел од енергијата што ја трошат електрична ја претвараат во светлинска енергија, значи поголем коефициент на искористување. Заштедените средства или пари поради намалување на потрошената електрична енергија, општината повторно ги рефинансира во уличното осветлување, подобрување на уличното осветлување. Тоа оди преку поставување на нови столбови, промена на дотрајаната електрична мрежа, проширување на мрежата, како и осовременување и модернизирање на системот за јавно улично осветлување. Анализата на терен покажа дека и покрај ваквите преземени активности се уште постојат проблеми во функционирањето на јавното улично осветлување. Посебно овие проблеми се видливи во оние делови од градот каде што стамбените објекти се градени неплански. Таму проблем се јавува со нефункционалноста во поставеноста и распоредот на столбовите со светилки за улично осветлување. Односно, постојат столбови, постојат светилки, тие функционираат, меѓутоа светилките, односно столбовите се поставени не на соодветна позиција, или се по двориштата, или се по приватни површини, не се таму каде што треба да бидат. Значи, не е постигнато оптимално осветлување. Че во изминатите 4 години општина Кавадарци интензивно
работеше на отстранување на евидентираните проблеми во системот на јавно улично осветлување, во подобрувањето на енергетската ефикасност, во проширувањето на мрежата на улично осветлување, како осовременување и модернизација на целокупниот систем. За таа цел, општината изработи еден сеопфатен проект во кој што беше предвидено да се подигне нивото на осветлување, значи да се изврши подобрување на осветлувањето на поважните улици, значи улиците од повисока категорија, булеварите и така натаму. Во тој проект беше предвидено да се променат 600 веќе постоечки LED светилки, стари LED светилки, со нови LED светилки, изработени со високо ефикасни LED диоди, со LED чипови со вградени леќи, со што се подобрува оптиката. После тоа беше предвидено поставување на нова мрежа, нисконапонска за улично осветлување, на која што ќе бидат поставени околу 420 светилки. Должината на мрежата беше предвидено да биде околу 12.000 метра. И истовремено, мислам што е најважно, е да се изврши модернизација и осовременување на системот на уличното осветлување. Овој проект го завршивме минатата година, значи заврши 2020 година, и што се што беше наведено во проектот беше реализирано. Демонтираните 600 светилки, кои што се уште се во исправна, во функционална состојба, само се светилки од со постара технологија, општината ги употреби за подобрување на уличното осветлување на оние места кои што не беа опфатени со проектот. Па така во изминатите 60 на дена општината интензивно вршеше промена на постоечките стари LED светилки со моќност од 30 вати, со овие демонтираните 600 LED светилки кои во главно беа со моќност од 60 вати, како и поставување на LED светилки високо ефикасни со моќност од 19 вати. Офатени се повеќе од 40 улици, при што се променети околу 350 светилки. Меѓутоа, овој процес на подобрување на осветлувањето, на уличното осветлување, продолжува и понатаму. Паралелно со реализација на споменатиот проект, се вршеше осветлување, односно поставување ново улично осветлување на други локации и улици во градот. Би ги споменал само поважните. Значи, поставено е осветлување или осветлена е кеот на реката Луда Мара, тоа е дел од подмостот Слога и во село Ваташа. Осветлена е патеката од Ваташа до Моклиште. Таму се поставени 100 столбови со 200 светилки. После тоа поставено ново улично осветлување на Западен булевар, влез од Росоман, Западен булевар во делот кај Конјските дупки, како и поставување на ново улично осветлување комплетно ново на улица Шишка, влез од Неготино. Извршена е реконструкција на постоечкото осветлување и негово проширување на градскиот парк. Извршена е реконструкција на осветлувањето на парк Полана и паркот на Револуцијата. Поставување на ново улично осветлување имаме и надвор од градот, значи се опфатени и селата на општина Кавадарци. Би ги споменал тука во минатата година беше поставено комплетно ново улично осветлување со надземна мрежа на Тиквешкото езеро, викенд населбите околу Брушанскиот залив. И овде тој процес продолжува и понатаму. Во процедура е, односно веќе заврши тендерската постапка за поставување на ново улично осветлување на повеќе од 30, би рекол, локации во градот, значи каде што треба да се подобри или да се постави ново улично осветлување
и поставување на ново улично осветлување на Тиквешкото езеро, на локациите, значи во викенд населбите, местностите Голеш и Ресавскиот залив. Паралелно со поставување на ново улично осветлување, значи тековно се оди одржувањето на јавното улично осветлување. Општина Кавадарци, помеѓу првите општини во Македонија, применува современите енергетски и информатички технологии како и еколошки стандарди во управувањето со системот на јавно улично осветлување. Согласно изработениот проект, на повеќе од 100 мерни точки за улично осветлување, тоа се место од каде што се врши набојување на систем, односно на мрежата на уличното осветлување, се поставени информатички системи кои што овозможуваат далечинска контрола, мониторинг и регулација на осветлувањето во селата и во градот Кавадарци. Системот овозможува интелигентен начин на комуницирање, при што е возможено постојана централна контрола, мониторинг, далечинско управување на светлосното ниво, далечинско мерење на потрошената електрична енергија и постојана комуникација со ормарите кои што се наоѓаат на оние 100 мерни точки од каде што се напојува системот на улично осветлување. Тоа е возможено и тоа се реализира софтверски со веб базирано решение. Овој софтвер овозможува постојана комуникација на една централна контролна соба со командните делови, односно контролните делови кои што се наоѓаат во ормарите на оние 100 мерни точки што ги споменавме претходно. Делот од системот кој што е одговорен за контролата овозможува централно вклучување и исклучување на системот за улично осветлување, што овозможува понатаму оптимизирање на работните часови на светилките во уличното осветлување и подобро управување. Поедноставно кажано, тоа значи дека сега во точно одредени временски моменти се врши вклучување и исклучување на сите светилки во општина Кавадарци, во градот и во селото. Делот од системот кој што е одговорен за мониторингот овозможува анализа на потрошената електрична енергија, овозможува далечинско мерење на активната енергија, реактивната енергија, мерење на фреквенцијата, факторот на моќност и напонот и струјата во мрежата. Од така добиените податоци може да се изврши детекција на дефекти или прекини во напојувањето на главната линија, да се детектира кражби на енергија во системот на улично осветлување или пак да се детектираат некои други дефекти кои што евентуално би се појавиле во системот на улично осветлување. Овој систем има можност да ги запишува тие вредности и да ги зачува одреден временски период. Одговорното лице, кое што се наоѓа моментално во кол центарот, постојано, значи 24/7, има комуникација со ормарите и во секој момент може да се отчитаат параметрите во мрежата за улично осветлување. Како резултат на воведувањето на ваквиот систем на управување, мониторинг и регулација на уличното осветлување, направена е заштеда во потрошувачката на електрична енергија, бидејќи тоа функционира од минатата година, повеќе од 10%. Значи, со навременото вклучување и исклучување на светилките, заштедата на електрична енергија е повеќе од 10%. И на крајот би споменал дека одржувањето на активностите во врска со одржувањето на уличното осветлување, проширувањето на мрежата, како и осовременување и модернизација на системот за улично осветлување се процеси кои што продолжуваат и понатаму.